Добро вечер за следниот гледач, повелете. Хvala, dobro večer. Добро вечер. Pa vidite se, ja не го кривам Шилегов, ја кривам нашата неинформираност. Се направи новиот булевар Христијан Тодоровски Карпуш кој искаче на заобиколницата. Кога граѓаните сега знаат дека од тој булевар право се искаче на заобиколница. И што им е проблемот сега да свртате еден круг само поише да влезат право во центар преку Христијан Тодоровски Карпуш преку Чај. Мора да си иде преку автокоманда. Или Маđари, треба да си иде по улица Маđари 2 по Перо Наков и идат ваму на булевар Киро Глигоров, па влегуваат во аеродром. Него проблемот е што некој не го познава градот уво, да ти кажам право, и се сакаат право по Александар Македонски, така им е најлесно. Еве, сите што доаѓаат во Скопје, исклучување на петка Хиподром, десно на петка Радишани, лево и право сте во центарот на градот. Новиот булевар е направен, можете формула да возите по него, така да не е ништо страшно толку. И што се однесува за врска со протестиве, мислам дека тие темата. Ајде вака да кажем една работа. За да ги поддржам протестиве треба да имам склероза, да ти кажам право. Зошто зборам дека ја треба да имам склероза? Актуелниот закон за енергетика беше, ми се чини, донесен во времето на минатиот парламент. И сега правилата на игра со тој закон за енергетика некој друг ги определи. Па така да кажеме, определија дека ЕЛЕМ е единствен увозник на струја. А ние нели цело време Евана ја плукаме дека и тој бомбона бизнис, ама никој не им кажува на граѓаните дека согласно законот за продажба Евана не смее да увезе струја додека не ја купи целата што ја произведува ЕЛЕМ. Сега поради тоа што ние произведуваме скапа струја, нели, треба да им се објасни на граѓаните тоа дека јагленот во битола се збогатува со мазут за да има калорична вредност. Цената на струјата произведена во Република Македонија и цената што ќе се купи на светска берза е како бог и ширџија разлика. Арнама согласно законот, само ЕЛЕМ има право да увезе струја. Нас во минатиот период ни се случуваше да купуваме струја од Тето преку Ниш. И тогаш немаше протести, да ти кажам. Преди тоа баш ме чуди зашто увезуваме струја скопска преку Ниш. И сега денеска искачаме за ја како граѓанин тврдо мислам сум на ставот дека струјата оваа година не требаше да се покачи. Зошто го кажувам тоа? Затоа што кабадархиското однесување на управните одбори на ЕЛЕМ и на МЕПСО оваа година им нема крај. Ако имате намалена цена на копање, таа јаглен што викаат во битола, нели за времето на бившата влада се копало 14,5 евра мегаджул, сега се копа, гледаме под новиот договор што го денеска што го шетали го за 6, за 9 или 10 евра мегаджул, значи имате намалување на цената вредноста на работната рака за 4,5 евра по мегаджул. Ако цела оваа година нафтените деривати, па каде што е мазутот, што го користите, а да не забораваме дека договорот со ОКТА веќе не важи, монополот на ОКТА за снабдување со мазут, и дека цената на мазутот исто така е доле ниска, не ја гледам оправданоста за покачувањето, од причини што да се оправдате дека поради корона кризата вие не си излезе струја, а акумулациите се празни, тога се прашуваме каде е водата. Или не сме увезле поевтина струја, а сме произвели многу поскапа, или сме ја продале. Или некако се трошеле парите. Или сме ја продале. Дека може би е продадена струјата. Па сега, добро ни кажа дека земале 5 милиона, ама не земале малце повеќе, требало повеќе да земат. Но ако биле во загуба, тогаш зашто делеа К15? Да ги прашам. Согласно законот за делење на К15, таму доколку фирмата не остварија добивка, нема обврска да подели К15. А они поделија по 500 евра К15. Добро сте информирани, браво. Викам, браво. Ради тоа кабадархиско однесување не требаше регулаторот да им дозволи покачување на струјата затоа што они нерационално ги трошеа парите. Трета работа што има, зошто има толку вработувања? Така? Во фирмата, зашто не направат рационализација на работни места? Ние видиме таму дека сите политички партии и денеска што е страшно, овие што протестираат и овие што не протестираат, своите партиски војници ги запослија баш од тие две фирми. ЕЛЕМ и МЕПСО врија од партиски војници. Па и нели тој Неловски што вчера се појави
пресот што публикуваше заедно, тој фактички беше директор на овој на службен вестник, сега работи во Елем. Зашто ако е, да пазете, тоа е и битната работа е дека мислам дека овој протест, јас поише ќе го сватам, ако оваа опозиција сега влезе сега во собрание и предложи нов закон за енергетика. Ама знаете што барам? Да ми ги појави оние 33,33% што они дозволија да се скријат во киловатот. Понапред беа како посебна ставка. А ние граѓаните баравне да тие 33,33% се избришат, затоа што не можам ја на секој активиран киловат да платам 33,33%. Затоа што мора да имате нека социјална категорија на потрошени киловати кои не смеат да ви бидат оптеретени, затоа што мене нити Елем, нити Мепсо, нити Евана ми гарантира дека до моето бредло ми доставуваат 220 вати струја како што е по пропис, туку се ми покаже 198, се ми покаже 190. Со значи за едно 25 вати добивам послаба струја. Тогаш јас се прашувам, како јас ја оптеретувам мрежата за да платам 33,33% зголемена потрошувачка на струја? Тоа би требало да биде доколку јас ја преоптеретувам мрежата или идам со некој над просечна ненормална потрошувачка на струја во текот на месец. И на крајот, сите знаеме дека таа мерка 33,33% беше воведена за времето на Милка Планиц, далечната 84-та година, со цел да се натераат граѓаните да штедат струја. Кога беа големите, кога големите имавме рестрикции на струја во времето на Ката Лахтова и по 12 сати. Тоа беше давно уведено. И сега едноставно кога се побунија и сега доаѓа в ситуација кога граѓаните побарава тие 30,33% да се избришат затоа што ненормално е вие да плаќате нешто што не го трошите и што не оптеретувате мрежа, они зема ви го сокрија во киловатот и денеска ме вади на улица ми вика, знаете, да поевтини струјата. Па ти ако вика сега за 7% што не го оправдувам, па зашто дозволи 33,33% и тоа баш Мицкоски беше советник во влада кога тоа се случи. Од тие причини не го поддржувам процесот. А затоа викам, искочете сега во собрание, предложете нов закон за енергетика, вратете и укинете ги тие 33,33% или регулирајте ги кој ќе плаќа, кој нема да ги плаќа. Дозволете некој друг да увезува струја, затоа што сите нешто големите фирми што купуваат на светска берза плаќаат 30%. Ама знаеш што ќе се случи ако се дозволи тоа? Ќе треба да ги затвориме Елем и Мепсо, треба нивните партиски војници да изгубат работно место. Затоа што ќе нема работа. А едино ќе те молам да побараш барање зошто државата му дозволува на Елем 40 евра мегават час да му фактурира, кога на светска берза цената е многу поевтина. Толку пријатно.